Почитувам подпредседателя, почитувани министри, почитувани колеги пратеници. Ќе поставам едно пратеничко прашање и тоа до министерот за економија и труд, господинот Бесар Дурмиши. Ќе ги замолам службите само министерот за економија и труд, господинот Дурмиши, ако може да биде присутен во салата, бидејќи има прашање од неговиот ресор. Да, сега ќе тука. Да. И може тајмерот да се стопира. Благодарам. Повелете. Заглавена економија, урнисен животен стандард. Ова е денешната реалност по 10 месеци од оваа влада. Македонската економија е далеку од брзорастечка, а животот на граѓаните не е ни малку лагоден. 10 месеци сме сведоци на погрешни политики кои резултираат со економска стагнација и животен стандард кој од месец во месец се влошува. Како влада не исполнивте ниту едно ваше ветување. Демонстриравте тотална незаинтересираност, покажавте тотална неспособност за креирање на економски политики. Затоа и сите ваши мерки не дадоа конкретни позитивни ефекти, туку, напротив, уште повеќе го влошија животот на граѓаните. И сами го признавте дебатлот на вашата есенска, потоа и новогодишна кошница. Застанавте на страната на елитата, наместо во заштита на граѓаните. Последната, повторно задоцната мерка за замрзнување на маржата на 10% не ги даде очекуваните резултати за намалување на цените. Синдикалната кошница месецов достигна нов рекорд. На граѓаните им се потребни нови 836 денари, повеќе од март, за да можат да ги покријат основните потреби. Или едно 4-члено семејство треба да има вкупен семеен буџет од 62.700 денари, за да може да го преживее месецот. Најголем раст има кај трошоците за храна и пијалоци, но и во транспорт, здравство и сметки за домаќинство. Семејниот буџет на граѓаните е на минимум, а притисокот од цените расте. Ниту 3 минимални плати не се доволни за покривање на основните животни потреби. И јасно, и зошто сега планирате нова пресметка на трошоците за основните потреби под новото име просечна кошница. Нема веќе да е 4-члено семејство, туку ќе биде 3-члено семејство, кое ни оддалеку не е како во реалност. Според вашите пресметки, семејниот буџет може да се користи само за храна и сметки. И се во ова е резултат на вашата незаинтересираност, на немањето визија за економски и социјален напредок на државата. Од тука, моето прашање до вас, министре, е: дали ќе се откажете од новата пресметка за трошоците на така наречената просечна кошница, а наместо тоа ќе ја зголемите минималната плата на 30.000 денари? Благодарам.